Благодарам. Ајде да почнеме едно по едно. Прво, јас кажав име и презиме, Фатмир Бесими, министар за финансии. Јас не кажав Дуи. Вие сте таа која кажавте Дуи. Пред неколку дена изјава од Бихачка, одговорница на СДСМ, Талат Џафери е прифатлив кандидат за премиер. Кого прашавте вие тоа да го кажете од Ѓорче Петров? Прашавте ли некого да го кажете тоа? Моето став е дека не е соодветен да биде премиер. Ето од собранието го кажав. За мене не е. Ето од собраниска говорница. Вие ја дадовте таа изјава. Јас кажав министерот за финансии Фатмир Бесими. Кратко и јасно. Имаме намера да ја исчистиме. Сега на наредните избори ќе ви исчистиме за да не ви текне уште еднаш во наредните 16 години минимум да имате било каква победа во Ѓорче Петров. Да зборуваме со статистика. Вие работите во УЈП, ете јас по некоја случајност сум економист. Знаете кога последен пат победивте во Ѓорче Петров пред 2017 година? 18 години претходно. Сега истиот тој циклус ќе го повториме, ама ќе додадеме плюс 3 од карти. Еднаш добивте 2017 година на локални избори. За 4 години изгубивте во првиот круг. 12 напротив 8 во советници. 7 кандидати извадивте да бидат против кандидати. Во прв круг ги загубивте изборите. Во вториот круг изгубивте со 5000 гласови разлика. Истото тоа ќе се случи до сега. Колку амандмани имате поднесено од кога сте пратеничка во мнозинството за Ѓорче Петров? Кажете ги слободно. Ниту еден. Јас знаете колку имам поднесено? Многу. Знаете колку ми се прифатени? 4 или 5. Лично јас со колегата Владо Мисајловски ги имам поднесено. Зашто вие не поднесовте ниту еден пат да излобирате да ви прифатат ваш амандман? Зашто вие не го поднесовте амандманот за градинката сега што ќе се гради? Зашто вие не го подпишавте? Не го подпишавте тој амандман. Имате амандман кај што имате гласано директно против. Се сеќавате пред 2 или 3 години, јас имам снимката, можам да ја објавам на мојот Facebook профил, за 100 милиони за чистење на депонијата во Новосел. Тогаш амандманот беше изгласан, па потоа вие лично не гласавте за на ЗПК за да тој амандман биде прифатен за да се изгради. Тоа е факт, има снимка. Вие не гласавте за, точно, ама не е за. Ама вие тука кажавте дека ги поддржавте сите амандмани на мене и на колегата Мисајловски, што не е точно. Значи зборуваме по одредена фактографија. Тоа е факт. На крајот од денот јас можам да го кажам тоа што јас го мислам, вие тоа што го мислите. Еве има за неколку месеци избори, па граѓаните ќе видат дали се задоволни од едниот или од другиот градоначалник. Имавме соочување пред 2 години. Многу јасно се виде кој што и како направи. Многу јасно се виде. Сега да почнеме да разговараме за проектите, не сакам да ја теретам дискусијата, затоа што искрено ќе ви кажам, никогаш не сум бил фан да кажам на тоа кога во собрание ќе почне дебата помеѓу двајца пратеници од едно населено место. Вие го знаете, јас го знам, други луѓе не го познаваат. Едноставно да не ја оптоварувам дискусијата, мада можеме и за тоа да зборувам, можеме да разговараме и за таквите работи. Затоа да не ги искривуваме тезите и тоа кога го кажав дека не го изекува во салата, не го мислев за вас. Ако го мислам, ќе ви го кажам директно по име и по презиме, јас не бегам од тоа. Не се плашам па дури ни од кого, ни дали ќе влезам со некого во дебата и дискусија. Јас сум уверен дека аргументите се на моја страна. Да, вие можете да му се заблагодарувате на Димитар Ковачевски дека ги прифатил средствата. Јас го подпишав амандманот за 6 милиони денари за инфраструктура. И вие бевте пратеник во мнозинството, 2 години беше и Александар Нумовски градоначалник. Зашто вие не го поднесовте тоа? Зошто ниту еднаш вие не поднесовте еден амандман? Јас и тогаш поднесував амандмани, и тогаш да се прифатеше мене ќе ми беше кеф и гордост. И тогаш и вие да почневте да го радите, немав ја ништо против на тоа. Јас го подпишав тој амандман и колегата Владо Мисајловски. Ние двајца го подпишавме амандманот за градинката. Само во последниве 30 дена 1,1 милион евра лично со колегата Владо Мисајловски донесовме во Ѓорче по основ на прифатени амандмани. Од услов на опозиција. Од услов кога сме пратеници на опозицијата. Сме ги убедиле мнозинството со аргументи и вие сте гласале затоа што сте уверена дека бил добар. Како и сите други колеги од СДСМ и УДУИ, сме ги убедиле дека амандманот заслужува да биде прифатен. Од услов на опозиција каде што е потешко да бидат убедени пратениците на мнозинството ради икс други политички причини. Зошто вие еднаш како пратеник на мнозинството правите разликата, често е еден пратеник во гласањето тука, тоа рековте не гласам, како што има колега кој што го има направено тоа во овој мандат додека сме ние двајца пратеници. Има еден колега, нема да му го споменам името. Човекот стана, тука дојде кај мене и кажа јавно, ако овој амандман не ми биде прифатен, јас повеќе не гласам. И снемавте мнозинство, побара некој пауза, па дојде друг пратеник. Тоа е колега со став.
Тоа е колега со став. Еве го имам еден амандман од моето населено место, ако не ми се прифати, терајте понатака без мене. Зашто вие еднаш не го направивте тоа? Значи зборуваме повторно тука за нешта кои што се суштинско различни. Јас нема повеќе да дебатирам за ова, затоа што сум сигурен дека граѓаните од таму каде што доаѓаат ја препознаваат разликата. Разликата е таа: во 32 години парламентарна историја на Ѓорче Петров, од услови на опозиција, над 1,5 милиони евра обезбедени од опозицијски пратеници за општината Ѓорче Петров. Можело да биде и поинаку, не било, немало волја, немало разбирање, сака да се политизира. Тоа е тоа. Тоа е тоа. За тоа кој колку направил или што направил, пред 2 години си имаше локални избори, нема поголем пораз од тој кој што го доживеа господинот кој што беше ваш градоначалник. Директно. Мнозинството во Советот си ја кажува собствената приказна. Затоа ние можеме да се расправаме и да политизираме и да тераме чисто било, не било чисто, граѓаните ќе ви кажат, соодветно граѓаните ќе кажат. А моите ставови се мои ставови и нема потреба никој да ми става зборови во уста. Затоа што ако сум го кажал, ќе изразам да, сум го кажал, ако не сум го кажал, ќе изразам да, не сум го кажал. Затоа граѓаните ќе си направат една споредба. И сега се надевам и ви посакувам вие да бидете повторно кандидат сега за наредниви избори, па ќе излеземе пред граѓаните во Ѓорче Петров и ќе направиме ретроспектива на досието на пратениците кои што луѓето ги избрали. И кој ги прашал граѓаните на Ѓорче Петров зашто? Јас кажав, и тоа е мојот принципелен став, нема да гласам за уставни измени. Никој ниту ми дал можност, ниту па некој ме пратил тука за да го направам тоа. И тоа е мој принципелен став. И ќе излезам сега на 29 февруар да сме здрави и живи, ќе се распуштиме од собранието и јас од првиот ден ќе отидам кај граѓаните и ќе ја побарам довербата. Дали за мене, дали за некој друг е сосема неважно. За тоа што бев пратен тука, јас ќе излезам со гордо окрената глава дека не постои граѓанин во Ѓорче Петров што ќе ми рече тоа го направи, не праша. Јас не седев тука во прв ред, тука седеше во втор ред еден господин од Ѓорче Петров, исто така пратеник. Кога се гласаше на Уставната комисија за почеток на процедурата за уставни измени, Владо Мисајовски тука гласаше против. Ама вие седевте тука прв ред и гласавте за. И кого прашавте за тоа? Немате мандат да одлучувате за такви прашања. Не, оставете ги граѓаните што се за Европска унија. Затоа ќе излеземе на наредните избори и соодветно на тоа ќе кажам јас, ние го направивме тоа, другите двајца пратеници од Ѓорче Петров го направија тоа. И ќе ги замолиме граѓаните да видиме на кого ќе ја дадат поддршката. Но да бидеме искрени и реални, од 2017 година навака и јас и вие лично сме протагонисти во приказната наречена изборни соочувања во нашата општина. И од 2017 година до сега континуирано само повеќе расте разликата на која што имаме победи. Не е тоа за јас да ви го кажам и да тријам на некому сол на глава, туку треба соодветно некој да се запраша зошто е тоа така. Тоа е факт. Ние сме имале, кога сме биле на власт, сме биле застапени многу сериозно во институциите на власт. Сме имали и повеќе министри, сме имали претседател на собрание, повеќе на директори. Во изминативе 7 години, јас сега тука ќе се префрлам малце во ваш 16-етник, тука има многу почитувани пратеници кои што се од вашата политичка партија, од различни краеви на Македонија, имате соодветна застапеност во власта добиено и вие од Ѓорче Петров. Имате повеќе на директори, имате повеќе на одлучувачки позиции каде што можете да влијаете. Ајде да ги споредиме. Кој направил повеќе за нашата општина? И на крајот не мора јас и вие да се препукуваме. Јас повеќе нема да земам реплики на оваа тема. Граѓаните соодветно на тоа кое што сме го направиле, не познаваат. Ние не сме голема општина, мала општина сме, сите се знаеме, ќе си видат ете на 24 април и на 8 мај ќе си кажат кој, што и зошто колку направил за нив и за нашата општина. Благодарам.